done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. И здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода на Сектор 1 по подкаст. Јас сум Адриан, тука со мене е Давор Здраво, здраво. и ни е драга чест да го представиме нашиот нов официјален специјален гостин. Од мојата десна страна е Марио Блажевски. Здраво, Марио. Здраво, здраво. Се надевам дека сте и вие добро. И ми е огромна чест што сум тука на вашиот подкаст. Здраво, Марио, добре да ти посакам. Ти благодарам што одвои време се разбира. Марио е денес тука за да навлезиме во неговата приказна и неговата долга кариера во моторспортот се разбира. Некои од неговите улоги што се многу и покрај неговата 20 годишна возраст да напомениме мора. Тоа е значи се разбира председател на техничката комисија на Автомобилистичката федерација на Република Македонија. Тој е член на техничката комисија на ФИА во Централна Европската зона, како и стюард за ФИА во Централна Европската зона. Повторно напоменувам 20 годишниот Марио Блажевски. Добре ден, Марио, повторно. Благодарам. Овие функции кога ги спомнувате, мислам дека луѓето ќе помислат дека ги јадам возачите. Звучат малку строго, да. Звучат малку строго, меѓутоа се едни од битни функции. Од клучните позиции, мислам дека за самиот моторспорт, организацијата на самите трки и целото одвивање на целиот тркачки викенд пред се за безбедно се тоа да помине. Да. Ние реално, пошто ги знаеме ФИА како така Мафија. Мафија, да, точно, и знаеме неколку функции, али реално твоиве функции се стварно многу, да кажеме, покомплицирани од тоа ние што го знаеме, па така да сега длабоко ќе навлезиме во тие функции, односно што тоа сето значи, што е Марио и кој е Марио, како уствари тој дошол до сето тоа на само 20 години, тоа мора да се напомене, пошто така ми уште чудно. Да. Како има 20, а ние имаме по 21, ние постар од нас, за цело време мислевме дека Да знавме 5 минути пред снимање, но и бевме дека ќе снимаме со постар од нас, кој не прв пат не со постар од нас и еве не сега тука со Марио. Така да може полека да се премени на Марио, а не на нас. Представи се, ајде, во неколку збора, кој си ти, од каде доаѓаш, каков е твојот пат уствари до ова? Пред се, јас сум студент на аероспейс инженерство, исто така малку страшен термин за некои луѓе, меѓутоа исто не е некоја страшна тематика. Со мотоспорт се бавам веќе 5 години, отприлика, може би повеќе, не сум. Кога ги броите годините не е убаво. Уживајте во моментот и правете го тоа што го сакате. Целата моја приказна започнува малку интересно, ќе навлеземе подоцна во детали. Меѓутоа живеам на релација Скопје-странство, затоа што малку со трките се патува често, исто така студирам во странство. Па мислам дека отприлика околу позадината тоа е што можам да ви споделам. Околу моите функции, председателот на техничката комисија на АФСМ, тоа ми е една функција која што веќе трета година како председател ја обавувам и е една од клучните позиции за безбедноста и организација на македонските трки, иако во мал број, како федерација се трудиме да го развиваме целиот тој спорт, меѓутоа има и тука многу пречки за кои што понатаму ќе зборуваме и потешкоти, така што тоа е што е. Значи покрај Скопје што нормално ти е тебе роден град, каде студираш и каде учиш, кажа? Варшава, Полска. Варшава, Полска, значи каде си сега во последните, да речеме, неколку години почесто, дали си во Варшава или во Скопје? Еднакво. Еднакво? Меѓутоа и тука сум во Чешка и во Хрватска доста често ради Може да се каже дека си почесто надвор од Скопје отколку во Скопје, така. Да, дефинитивно да.
Ти фали ли Скопје? Кога Па си дали- надвор? Дали ми фали? Скопје си ги има своите позитивни и негативни страни, така што одредени работи ми фалат, одредени работи не ми фалат. Аха, окей. Адриан, да А, навлеземе малку сега Да, во дефинитивно. кариерата. Јас првично сакам да започнам со тоа како дојде до таа функција ти да станеш председател на техничка комисија кај нас првично и како дојде до тоа до таа желба ти да станеш да речам сето тоа што си сега, односно како започна твојата желба за моторспорт, за аероспейс, еве, како што спомни, како дојде до тие функции? Да, Пластично кажано, како секој инженер, сум ја имал таа желба од мал, апсолутно да. Секој инженер во светов што ќе го прашате зошто работи со инженерство, ќе ви одговори дека сакал од мал да работи тоа. Што е малку и ќе ме разберат тие што го студираат и работат тоа. Во 2020 година, се сеќавам, беше се уште короната, еден пријател мој, и Мирослав се вика, ми доаѓа еден ден и ми кажува: Марио, има еден надпревар, се вика F1 in Schools, ајде да учествуваме на тој надпревар и да направиме прв македонски тим што ќе учествува на тој надпревар. И сега, нели, во тоа време му викам: Мирослав, знаеш, корона е, не знам што ќе се случува, како ќе биде, што ќе биде. Меѓутоа имавме некое убедување, ние одиме на тој надпревар. Надпреварот всушност е формирање на еден Формула 1 тим на ученици, каде што ги опфаќа сите сектори, и инженерскиот дел, значи дизајн на мини болид, и маркетинг делот, и бизнис моделот, и сите тие во буквална смисла редуциран Формула 1 тим. Ако еден Формула тим има 1500 луѓе кои што работат во позадина, овој надпревар е редуциран едно доста пати и е со 5-6 луѓе се одвива целата таа приказна. Меѓутоа, нели, и болидот е смален и се тоа, и трошоците се смалени. Јас и колегата мој почнуваме да работиме активно на тој проект, значи, каде што почнуваме да бараме спонзорства, почнуваме да бараме нови членови на нашиот тим. И доаѓа еден момент каде што треба ние сериозно веќе да одиме на овој надпревар. Веќе од една приказна станува реалност. Да во еден момент се сетиме, чекај малку, а зашто ние не побараме поддршка од Автомобилистичката федерација? Сепак и ова е дел од мотоспорт, нели? Сепак и ова е дел некој каде што се практикуваат тие работи што во реални трки се практикуваат. Значи, претходно, да те прекинам, бевте двајца од самиот старт, па Така е. потоа почна да го шириш тимот на некој начин. Тимот претрпе доста промени, значи почнавме двајца, па бевме околу 8 луѓе, па се редуциравме на 5, па потоа земавме нови 5, се смени целата гарнитура на самиот тим. Да, и исто така во еден момент решиме да отвориме здружение на граѓани за промоција на моторспортот кај млади луѓе. И го крстивме Здружение на млади љубители на автомотоспортот Air Racing Team, и тоа е едно наше здружение каде што ден денеска работиме на одредени проекти каде што сакаме да го промовираме тој дел од моторспортот, всушност да поттикнеме млади луѓе да работат инженерство во моторспорт, преку моторспорт, еве ќе го кажем. Да се навратам на темата. Автомобилистичката федерација не поддржа. Во еден момент подпишавме меморандум на соработка со Автомобилистичката федерација 2020 година и ни беа не финансиски, не поддржуваа во никој случај финансиски. Разбираме апсолутно таа ситуација, зошто и како, дека сепак со буџети малку е тешко, особено ако сте федерација. Да, они не поддржуваат со тоа што не вклучуваат во ФИА програми. ФИА има одредени програми за работа на тоа. Во еден момент претседателот за спорт, господинот Ранко Станојковски, ми вика: Марио, ние немаме човек кој што моментално може да работи техничка комисија, да ги прегледува колите, да ги спроведува регулативите и правилата. Дали сакаш да дојдеш на трка 2020 година во Серес има трка на македонски шампионат, измешан со бугарски шампионат, има околу 20 на коли, дојди. Јас решавам во тој момент, во ред, ајде, прилика за мене лично,
да нели се бавам малку со регулативи. Затоа што и во дизајнот на самово количе, ќе го кажам, имаше сет регулативи кои што ние ги спроведувавме. Тогаш за прв пат одам на трка и нели ја гледам целиот тој процес, апсолутно нели со поддршка од самата федерација, не ме оставија сам на себе, оди снајди се изгори, не, баш напротив, ми помогнаа да се вклопам во тоа. И од тогаш почнувам активно да работам на таа тема. И следна трка повторно ме викна и потоа ми издадоа лиценца за функционерска лиценца за работење како техничка комисија и потоа ме назначија како председател на техничката комисија и почнува целиот тој развој. И благодарение нели апсолутно на Автомобилистичката федерација како наш локален АСН значејќи член на групацијата на ФИА. Јас сум моментално и дел од централно-европската зона на ФИА. Значи, Понатака, за прв пат исто така ми помогна Автомобилистичката федерација да одам на 2 семинари во Словакија за техничка комисија, каде што станав лиценциран за обавување на таа должност. Со обуки, со луѓе од ФИА, со луѓе што работат за ридско-брзински патеки, луѓе што работат за кружни патеки и во буквална смисла со оние луѓе кои што се во белите кошулчиња на трка и што ги гледате како се шетаат, тие луѓе ми го предаваат тоа и потоа ме тестираа и полагав за сето тоа. Положив со највисоката оценка со А и сум сертифициран FIA Steward А. Има повеќе категоризации на лиценцата. Всушност категоризацијата ви дозволува во кои серии вие можете да бидете техничка комисија и стюард. Јас можам во сите. И во Формула 1. И во Формула 1. Браво. Меѓутоа, за да се влезе во Формула 1, има цел процес каде што треба да ве номинираат и изгласаат за да го обавите тоа. Исто така, како стюард во сериите во спортов, се назначуваат 4 стюарти, вкупно за обавување на една трка. 2 стюарти секогаш се назначени за престојната година и одат на секои трки од сезоната. Значи има 40 трки оваа сезона, решаваме дека има, и они одат на сите 40 трки. Другите двајца се локални. Всушност, од централна европска зона се вози во Унгарија и доаѓаат од централната европска зона двајца стюарти. Покрај тие двајца од Формула 1 доаѓаат двајца номинирани за таа трка само. За да не се ствара еден монопол да истите луѓе се на секоја трка и тука нели се подложни на сите влијанија и сите неубави работи, ќе ги кажам. Затоа се прават тие некои промени и се меша и надворешни влијанија. Значи ти спаѓаш во таа локална група што се стюарди што во централно европската Да, зона, затоа што централно. нели сега нема малку смисла за FIA јас да одам во Баку на трка да бидам стюард. Првично е трошок за самата Нормално. FIA, второ има и таму луѓе кои што работат, нели ова федерација е втора најголема во свет по бројност и буџет како федерација. Прва е FIFA, фудбалската федерација, а потоа е FIA, ова Автомобилистичка федерација по буџет, така што е една од побогатите заедници во светов. Значи освен и покрај што е поефикасно еве да викаат луѓе поблиску нормално каде што живеат, дали мислиш дека ти подобро да се менуваат почесто така стюардите примери или мислиш дека е подобро да има некоја константност, знаеш, кога се истите четворица, критериумот вајда би требало да остане ист, ама доколку се менуваат се поставува прашање на дали се одлукиве константни или знаеш како што се спомнува често во Формула 1. Вака ќе направиме една компарација. Се игра светско првенство фудбал. Дали истиот судија секоја година треба да го суди светското првенство фудбал или не? Не. Нормално. Зошто? Така, истата е логиката и тука. Ние сме судии на крајот од денот, оние кои што носат одлуки, пенализираме, носиме одлуки за организацијскиот дел на трката. Така што спортот нема да има развој ако е истата гарнитура цело време. Така што за да има и некој ентертејнмент ќе го наречам во самиот спорт, мора да има и разлика.
Монотоноста во ништо не е според мене добра. Но константните промени и со регулативи што нонстоп се променуваат и во Формула 1 и во сите серии на моторспортот, спортот се гради. Затоа што еве ќе направиме една компарација од 2011 до 2017 година Формула 1 е најдосаден спорт што може вие да го гледате. Искрен муабет. Секоја трка знаеме што ќе се случи, нема никаков развој, тимовите имаат неограничен буџет, Да, каде што точно. нонстоп се Да. се прави и го достигнуваат нивниот максимум. И веќе станува досадно, се вртат во круг 20 коли, тоа е тоа. Да. Значи мислиш дека е подобро што е воведено во ограничување на Апсолутно трошење? да, апсолутно. Не само на буџетот. 2026 година ќе биде многу интересна година. Да. Стапуваат на сила нови цел комплетен нов сет технички регулативи за Формула 1, каде што ќе мора да се снаоѓаат тимовите од почеток и од почеток да се прави развој и од почеток да се прави цела стратегија за тоа, затоа што лесно е кога вие веќе ги имате испробано сите можни опции. Да, тие веќе се спремаат, ама па немаат реален тест на стаза, па да проверат сите тие компоненти дали Они функционираат. имаат тестинг на стаза, секој тим си тестира, нели, си имаат и нивни приватни стази и така натаму, меѓутоа ги немаат оние податоци од реална трка како изгледа, затоа што не може, вие ќе симулираме цела трка, нема проблем. Меѓутоа ги немаме реалните параметри кои што се тука, нели, реалност и симулацијата се исто слични, ама недоволно. Сакаш има некој процент Таа разлика. илјадита во овој спорт многу значи. Тој илјадити дел од секунда Мгм. е пресуден некогаш. Да. Да, дефинитивно. Еве, дури сме веќе на таа тема тимови, тркање. Спомна дека си во имаш тим, тоест ти си основач на тимот Aert Racing. Што можеш конкретно да ни кажеш за тоа? Каков е тој ствари тркачки тим? Дали воопшто се трка во некој серии или тоа е уствари проект на F1 in schools, како што го кажа, или има некоја си поврзаност во Не можам- тркање? Не можам да кажам дека е тркачки тим, ама не можам да кажам ни дека не е. Aert Racing е здружение кое што ние тврдиме дека промовира мотоспорт. Дали тоа било преку трки, дали тоа било преку инженерство, дали тоа било преку контент, дали тоа било преку маркетинг, дали тоа било преку бизнис на целата приказка. Идејата ни е да ги промовираме овие неколку вредности преку моторспортот, преку тркањето. Имавме идеја да формираме и да влеземе во тие тркачки води со еден проект наречен Формула Студент. Поздрав до Мес Racing, нашиот, еве ќе ги кажам, моментален македонски Формула Студент тим. Искрено ми е многу драго што они минатата година, а и ова сега мислам дека баш завршија со трка во Романија и ќе ми дојдат и мене во Хрватска и ќе се сретнеме таму. Инаку сум исто така на волонтерска база еден од главните организатори во Формула Студент Алпе Адрија. Тоа е најголемото надпреварување во Европа за Формула Студент, најголемото за мотори со внатрешно согорување. Надпреварувањето има и електрични возила. Не ги поддржувам лично, не ги сакам лично, меѓутоа инженерството оди натака и не можеме да ги избегнеме. Меѓутоа за мотори со внатрешно согорување сме најдобро надпреварување и најголемо надпреварување. Точка. Толку е, Нема нема конкуренција. нема дебата. Колегите ако сакаат од другите надпреварувања слободно дека ме демантираат, меѓутоа со факти лани сме изгласани како Формула Студент Алпе Адрија за најголемо и најдобро надпреварување во класата со внатрешно согорување. Инаку зборував за тоа за Формула Студент и тимот. Имавме некоја идеја да основаме еден тим Формула Студент. Бевме дури и во коалиција едно време со овие Мес Racing колегите. Меѓутоа едноставно ни се разидоа патиштата во тоа време, имавме некои ќе ги кажам минорни несогласувања и ние решивме да ја затвориме таа патека на како Aert Racing. Но оваа година четворица членови на Aert Racing сме во техничката комисија на Алпе Адрија. Јас како еден од главните организатори и оној head scrutineer наречен, оној што ги носи одлуките, и уште тројца како обични членови на техничката комисија што вршат прегледи на овие студентски возила.
А уште едно, за да ја завршиме приказнава со ART Racing, ме интересираше да те навратам на почетокот, како дојде до имево, ми беше интересно, така, дали ти се одлучи, дали пријателот Мирослав, како што кажа, имаше влијание или... Трет пријател има Трет влијание. пријател. Да дознаеме нов пријател. Двајца се Имавме- кара, третиот користи. Имавме еден пријател, уште многу одамна, искрено не се ни сеќавам колку одамна беше. Читаше книга. М. И во книгата имаше планета крстена Аерт. И по тоа е крстен тимот. Значи не Earth, туку ART беше Ам, спремно. Да, само се сменети првите Да. две букви Еј, да. всушност на Сега на целото. Во почетокот го пишувавме со она дали е норвешка, данска буква како А и Е што е споено, ма една буква е. Аха. Меѓутоа свативме дека одредени тастатури не го поддржуваат едноставно тоа и малку нема логика да го пишуваме така и го сменивме само да се две засебни букви. Требало знакот да го најдете, негде копи, пейст. Не, имаме О, така. имаме наше лого и се тоа и на логото и е слично така. Накај Норвешко. Накај Норвешко, меѓутоа имавме и проблем со и изговор на сето тоа Аха. кога одевме по надпреварување и така натаму коментаторите не знае да ни го изговорат името и имаше 8 различни варијанти како го А го како е, изговараат. ако е со Норвешко напишано, како би се звало? Не, они го изговараат некако со некое чудно гласоче таму. Ја мислам дека само тие таму знаат да го кажат. Да. Да. Упа, За нас одлука би ART. било што сте го поделиле, ова дефинитивно. Мислам дека беше паметна, рационална одлука. Поефективна. Апсолутно да. Искрено би сакал да продолжам со Формула Студент Алпе. Адрија, каков е уствари тој надпревар, кои се процедурите за таму да се пријавиш, како треба да влезеш уствари, кои се критериумите за успех на пример тој што За тим Тој или што- за организатор? и за тим и за организатор, за двете функции да ги речам. Првично како се влегува и каков е тој надпревар повеќе да се запознаеме со тоа сите, пошто може би некој што те го сака тој технички дел и што не гледа би сакал некогаш пример ајде да се пријавам, јас ги знам овие работи, која е таа процедура? Значи вака, Формула Студент е концептуално SAE, Society of Automotive Engineers, во 1990 и некоја година решава во Англија да отворат основаат еден надпревар наречен Формула Студент. Ги обединуваат универзитетите од Англија и им викаат на студентите, еве ви сет правила, направете кола според овие правила. И ние ќе ве судиме базирано на 5-6 различни критериуми. Тоа е едни динамички дисциплини каде што ќе ви ја тестираме колата за издржливост, за ефикасност, за пролизгување, за брзина и така натаму, за забрзување. И втор дел каде што ќе ви судиме вашиот тим како се справил со дизајнот на колата, значи инженеринг дизајн. Вториот дел како со бизнис план сте се справиле, трети дел како вие со финансии, четврти дел како вие со маркетинг сте се справиле. И сите овие работи ние ќе ги бодуваме и ќе ве класифицираме. Со текот на годините, тој надпревар енормно расте во Европа и веќе секој нормален европски универзитет основа свој тим. Мгм. Во Германија исто така доцни 90-ти години, рани 2000-ти години се основа FSG, Formula Student Germany. Formula Student Germany брзо и рапидно прераснува во најголемиот надпревар во Европа. Да до степен е престиж вие како студенти универзитет да учествувате на Formula Student Germany. Понатака, нели, секоја држава почнува да си организира свој нивни локален надпревар и како тим веќе и традиција се стекнува во универзитетите. Сега кај нас. Кај нас таа работа не беше позната до имаше се извинувам уствари, имаше обид 2018 година од Машински факултет да основаат нивни тим, меѓутоа таа идеја не знам зошто, многу брзо згасна. И никогаш повторно не се отвори се до момент каде што ние како ART Racing дојдовме да боцнеме на некој начин во Машинскиот факултет да се поттикне повторно идејата. Сега, за вие да станете член на тим, вашиот универзитет треба да има тим првично.
поддршка повторно до Mass Racing, основаа тим дечките и треба да контактирате некое надпреварување и да им објасните дека сакате да учествувате. Понатака ќе си платите котизација, ќе си отидете на трка и нели во целиот процес треба и кола да направите, не само да ви отидете на трка. И е тоа процесот некои 2 години, каде што вие не можете, ние денеска решаваме тим ќе направиме и утре кола ќе имаме. Не одат така работите, цел развој оди позади тоа, одат работат луѓе на крајот од денот за да ја заварите само шасијата право, да не ви е во торзија цела шасија, мора да го направите тоа инженерски, паметно, да знаете што правите. И така натаму. Знам дека Mass Racing секој почеток на семестар, тоа значи октомври месец, исто така и зимно време имаат активен оглас за нови членови, нонстоп бараат нови членови. Секој заинтересиран може да ги контактира и да се обрати ако е студент, редовен студент на било кој факултет во државата. Условот за членство во тимот е да сте вие студент на било кој универзитет. Тоа за сигурно знам дека колегите од МЕС имаат членови од машинскиот факултет, од електро, од ФЕИТ, имаат мислам дека и од економскиот факултет членови, така што некако од таа страна многу е лесно вие да влезете и да просперирате на тоа поле, затоа што сте на крајот од денот студенти најжелни за работа што може. Сега треба тек допрва да го стекнувате тоа знаење и е многу позитивна работа, многу бенефицијално за студентите. Ке ги прашате инженерите во Формула 1 како почнале, сите ќе ви кажат дека почнале со Формула студент. Тоа и беше следното прашање, као дали ова што учествуваш на вакви надпревари може да ти даде војнина, мислам да се вработиш за Формула 1 тим или слично. Дали ова е пато пример како тркачки инженер или не знам механичар, па и да треба да го креваш што се вели болидот за да сменат гуми, дали е овој патот или има некој друг пат кој ние не ни го знаеме. Еве ќе ви кажам прост пример, а вие ќе ја донесете одлуката базирано на примерот дали е ова патот или не. Мекларен моментално има активен оглас за инженери, практиканска работа. Има ставка во самото пополнување на се тоа дали некогаш сте биле член на Формула студент тим. Ако кликнете не, по автоматизам ве одбиваат. Готово. Значи одлука е лесна, дали е тоа пато или не. Предпоставувам дека е. Јас сакав да те навратам за Mass Racing дека спомнат дека бараат нови членови секој октомври, така? Не само октомври, мислам дека имаат почесто огласи, не знам Дека точно, конкретно не сум на толку во семестар. контакт со тимот, иако ми се драги и се тоа. Слободно пишете им на вебсајтот за сите оние што сакаат нели да се пријават. Мислев дека спомна конкретно, ја би очекувал да бараат инженери конкретно на машински факултет, на ФЕИТ, на Финкија до некој степен, ама спомна од сите универзитети. Апсолутно да, во секој сектор треба да има во тркачкиот тим. Да, нели да не претеруваме ветеринар, мислам дека нема потреба да имаат во тимот, освен ако нели не носат кучиња со нив миленичиња нешто. Меѓутоа економисти апсолутно па и правници до некој степен. Од причина што вие за да изнесете само возилото, да го изнесете од државата, треба да правите целата карнет процес на увоз и извоз на возилото, нели? Така што треба да имате и од логистика луѓе, треба да имате и од економија луѓе, треба да имате и од финансии луѓе, треба да имате и од маркетинг луѓе. Не е само стрикно инженерството. Они за буџет да соберат, мора да најдат човек што ќе ги спромовира за буџетот да го соберат. Така, ние како инженери немаме појма тоа го правиме. Ние дај ни математиката, тука ќе решиме, нема проблем све. Ама како да собереме пари, како да ве излажеме, условно кажано, да ни дадете пари, е сосема или друга тема. А колку членови треба да има таков тим за да влезе во тие Видете, превари? Нема Или некој нема предуслов за колку членови вие треба да имате за да функционирате, меѓутоа за нормално функционирање од моје искуство е веќе трета година сум во оваа приказна, веќе над 10 надпреварувања во овие 3 години. Бев во Португалија волонтер, бев во Чешка волонтер, бев во Хрватска волонтер на овие надпреварувања. Таму не во капацитет на главен организатор, меѓутоа во сличен капацитет на член на техничката комисија. И од моето искуство
одговорно тврдам дека меѓу 20 и 25 луѓе е оптималното функционирање на овој тим. Апсолутно повеќе луѓе ќе работат на развојот на болидот, на трка немате потреба да ги носите сите. Еве една компарација со Формула 1. Се познавам со еден инженер од Пирели кој што работи за Alpine и дечкото не оди на трки. Он си живее во Милано, работи онлайн, меѓутоа секоја трка е вклучен пред лаптоп и има лайв дата од надпреварувањето. Он е инаку инженер за гуми, специјалист за гуми. И он само испраќа наредби до тие што се отидени на трка да како да постапуваат со гумите, дали треба промена, дали не треба промена и така натаму. Сега вие нели апсолутно може да го носите тој инженер, меѓутоа во 21 век нема потреба. Да. Значи, иако не е тука на патаката, сепак врши клучна улога. Он е клучната Тој улога. одлучува дали треба да влезе некој Апсолутно во да. Апсолутно да, он Тоа е одлучува. притисок на гуми, дали Да, колку е мека. предпоставувам ги има тие сите информации. Меѓутоа, сето он не стапи. работи сам, он работат околу 30 луѓе истовремено. Мислам дека, не ме фагајте за збор, не знам дали е точна информацијата, меѓутоа мислам дека се околу 7 луѓе по гума. А што има конкретно нешто лева, предна, десна? Да, има предна? конкретни предуслови. Значи, они се тим предна лева гума само и работат само на предна лева гума. Тоа е. Тим предна лева. Да, Тим и еден е предна- одговорен за градиентот на гумата, колку е тврда гумата, еден е одговорен за притисокот на гумата, еден е одговорен за колку гумата ќе се потроши, еден е одговорен да ја направи симулацијата за колку ќе се потроши гумата. И тоа лайв го работат за време на трка, нон-стоп. Друго, колку има, мислам, колку се пријавуваат најчесто на ваквиве, направи колку тимови, извини, се пријавуваат, дали има некоја бројка што мора да се запази, или кој сака, кој успее да стаса, да направи, уствари, болид се пријавува. Следната недела е Алпе Адрија и ќе одиме таму со колегите и со Мес Рейсинг. Имаме пријавено 55 тима, значи 55 болида што ќе возат. Плюс имаме одредени возила, најавено ние дека нема да возат. И ја затворивме границата на 60 возила, затоа што немавме капацитети повеќе како организатори да ги сместиме возилата. Не е проблем они да дојдат и да возат. Ние ќе ги прегледаме возилата, ќе ги обавиме сите тие дејности, меѓутоа немаме бокс да им дадеме каде да ги сместиме физички возила. Едноставно капацитетот се одржува над преварувањето на Римакс тест стаза во близу Загреб, близу аеродромот. И физички немаме капацитет да ги сместиме. Минатата година во Португалија беа малку возила, 15 возила беа, од причина што логистички на тимовите од Европа има малку тешко до Португалија да одат. Чешка лани имаше исто 60, не, помалку беа, околу 50 возила беа лани во Чешка. На аутодром Мост се одржуваше над преварувањето лани во Чешка. Еве сега исто знам во Романија беа 10 возила каде што беа колегите од МЕС, они го одржуваат на картинг стаза, мислам дека целото надпреварување. Се зависи од надпреварувањето. Нема фиксна бројка, туку едноставно е организаторот колку е способен и спремен да го изменаџира сето. Има некои тимови што пример редовно идат на сите, например во Португалија, како кажа во Хрватска, Чешка. Да, има тимови, особено австриските тимови, особено тимот на Делфт. На двата австриски тима од Грац, Јонеум и Теуграц се викаат тимовите, спонзориме Red Bull. Генерален спонзор на Red Bull. Доста кажа. Имам некоја внатрешна информација која што еве се за прв пат јавно ќе ја споделам, се надевам нема ми се налутат Теуграц. Близок сум во добар контакт сум со нив. Годишниот буџет на Теуграц им беше €500.000. Значи би рекол дека тој тим се најдобро опремени и најспремни. Не, има и поспремни тимови. Баш Red Bull. Има и поспремни му е за тимови. овие надпреварувања каде што идат со студент формула. Има и поспремни Има? тимови. Има. Значи- Германските тимови, една напомена, овие се електрични возила за Аха. кои што зборуваме. Они во еден момент биле со внатрешно согорување возила, меѓутоа сега се транзиционирани кон електрични возила. Меѓутоа Ренштал, еден германски тим, го имаше рекордот за најдобро убрзување во ова надпреварување во
натрешно осигурување, а пред 2 години или лани електрична формула постави рекорд светски за забрзување на овие возила за 0,8 секунди до 100. Не ни една секунда. 0,8. Можете да го отворите видеото на интернет, пишете Guinness World Record Formula Student Acceleration и ќе ви искочи видео како за 0,8 секунди ова мало возилце, како 2 картинга големо, забрзува од 0 до 100, да, 0,8 секунди. Тоа 0,8 секунди. не знам дали имате представа колку брзо и споро е, меѓутоа 0,8 секунди до 100 е многу брзо е. Релативно брзо. фрапантно. Фрапантно. Кога се случува? Кога го случи рекорд? Или лани или минатата, или пред 2 години, 2023 или 2024. Не сум точно сигурен, може да проверам. Да. Апсолутно. Сега сум фрапиран од ова. Значи стварно онака има млади што сакат да се пробијат и стварно работат на овие проекти. Има повеќе начини како вие тргнувате во еден пат. Ќе ја сменам малку темата и ќе дебатирам за нашите професионални возачи. Налик Стефан Треневски, налик Марко Блажевски. Голем поздрав до нив. Поздрав до Поздрав, сите, да. налик сакам сите да ги споменам затоа што не ни се многу на број што на интернационално ниво редовно во затрки, па затоа Адо Хамзик исто така, Бојан Петрушевски исто така поздрав до нив, исто така поздрав до Ристо Вуков, Виктор Давидовски, Игор Стефановски, че имаме возачи кои што возат. Меѓутоа, муабетот ми беше дека вие имате два начини, зависи што сакате да правите. Возите или сте инженер. Ако сакате да сте инженер, формула студент ви е патот. Ако сакате да сте возач, симулатор ви е патот. Седнете во симулатор, Стефан, возете, направете успех реален во симулатор и ќе ве види некој. Иако тоа ќе ве види некој во овој спорт не важи. Зошто? Инвестирајте пари, ќе ве успеете. Ова е дупка страшна за пари, особено ако сте возач. Формула 1, возачите сите до еден се милионери. Нема еден што, нели, го виделе. Него го бивало, го виделе и дошол он возач да биде. Не. Сега, за еден млад човек, јас криво ми е искрено што нашата федерација нема можност да ги поддржува и финансиски овие млади возачи. Министерството за спорт, претходна агенција за млади спорт, има едни нивоа, да кажам, каде што го определува буџетот базирано на одредени критериуми. И половина од трките во странство не ни ги признава. Едноставно вика, ова не ви е интернационално надпреварување, ама е акредитирано од ФИА, како не интернационално. И сме имали дебати, сме седеле и со минатите директори, сега и министри, сме дебатирале дека всушност овие навистина се интернационални надпреварувања, ама според некој нивни закон, наш закон во оваа држава, едноставно не можат да ни одредат буџет за тоа. И ни даваат некој минимален буџет, каде што нели за елементарно функционирање на федерацијата ќе организираме 3 трки во годината и тоа е што е. Тоа е максимум, значи. Има потенцијал, овој спорт е во тек допрва ќе се развива, за жал сега нели е ситуацијата таква каква што е. Меѓутоа јас имам верба, особено во нас младите возачи, дека ќе се направи промена и ќе има навистина сето тоа. Има многу млади ентузијасти, значи има и луѓе што се собираат со некои кастом карови таму и не знам што, има луѓе и што го прават тоа, има и луѓе што се тркаат на обиколница. Апсолутно не го поддржувам тоа, да вие го правите тоа. Има место каде што треба да го правите тоа. Одете на Серес, дојдете на трка, одете на Гробник во Хрватска, има стази. Дојдете на ридско-брзинска патека. Толку мислите дека сте брзи на средноводно ако возите? Не сте брзи. Дојдете на трка да видиме дали сте навистина брзи. Значи имаме како федерација и како Автомото сојуз, значи АМСМ на Македонија, сме во едни програми што се вика FIA Action for Road Safety, каде што ги апсолутно критикуваме овие работи дека не треба вака да се прават. Да. Значи јаве и дека спомна сега на FIA, да се префрлиме малку подетално, да навлезиме, еве масава сето е обколена со работи што ги донесе Марио, пак ти благодариме што донесе, да представиме вака нешто, да не се чудат што еве имаме и некој предност. Искрено прво би почнал со правилникот од 2022. Не знам со само постариот? кој. Мислам дека ово е Формула 1. Таму? Да. Еве, да го покажеме на камера. Ова е правилникот од 2022, односно
новите правила кои сега ги има, Да. кои ќе престанат да бидат од наредна сезона и има нови. Еве, мислам дека се гледа. I И guess. дали ти ова сето знаеш што пишува во правилников да Сега ќе ви речеме? кажам колку страници има, само мора да се Мислам дека во содржина полесно ќе најдеш колку страници па, На почетокот. на почетокот. Значи, барај, да. Инаку, 409 страници. Да. инаку било кого да прашате дали ги знае сите овие работи на памет, значи сите луѓе што работат ќе ви кажат не. Меѓутоа знаеме како да го толкуваме и како да се снајдеме Аха. во ова. И тоа е клучното. И тоа е нешто што се учи со повеќе години. Значи вие знаете по етапи. ФИА има анекси, апендикси, како сакате наречете ги, од А до не знам која буква точно, таму до У, нешто такво. И тоа се, не знам, 30 книги. Мгм. Апсолутно нели едни се анексите и плюс има технички листирато, затоа се 30 книги, каде што е опишан целиот мотоспорт и неговото владење, ќе кажам. Ова мислам дека се запознаени гледачите, особено ако пратат Формула 1, со како се таа политичка поставеност во тоа. Има World Motorsport Council на FIA, каде што сме членки сите ние како федерации, гласаме, имаме годишно собрание, па потоа има председател на FIA, па потоа тој председател е поделен со генерален секретар и така натаму, па потоа се на една страна локалните федерации, на друга страна овие FIA Governed Races и така натаму. Правилниците како правилници се една работа. Толкувањето на истите и правилното читање на истите се друга работа. И они се сегментирани. Тоа е добро. Правилникот Appendix L е правилник за контекст на однесување и е 1400 страни книга волкава и ги опишува вие што смеете, што не смеете да правите на патеките. А сакам нешто да те прашам ко ќе спомна дека тие пак се читаат меѓу редови на некој начин. Не се Или- читаат меѓу редови. Има многу јасен начин на кој што ние одиме на обуки за како да ги толкуваме сите тие приказни. Ова е исто како адвокат да сте. Тимовите сакаат да го најдат тоа да Аха. отидат дупка. меѓу редовите, меѓутоа ние треба да знаеме јасно каде е поставена границата. Да. Значи не може и вие меѓу редови да читате, тоа само Ние пробуваат апсолутно тимовите. не може меѓу Да, редови да. да читаме. Да се разбери. Например, многу пати се има случајно, пример, одиме, еве гледаме некоја трка, пример во Белгија, зборувам, и одлучуваат, пример, тој тим на стюарди, одлучуваат ќе правиме вака. Има следна трка, пример, небитно каде, и се случува иста ситуација, некоја е слична, тој тим на стюарди пак решава друго. Како еве тоа би го протолкувал од ваша страна, пошто ете ти си пак дел од тие, сепак не си во Формула 4 CS или Формула 3, пак таму знаеме дека е покомплициран правилникот со временските услови, претпоставувам, пошто знам, еве, од тоа јас што сум гледал на Формула 3, пример, трките ги прекинуваат ако има стварно страшен дожд. А знаеме сите дека во Формула 1 порано трките на дожд биле класици трки онака, значи еве и сега во брзо време и сме имале добри трки на дожд кои сега ги немаме ради тиете прекини и како го толкувате вие како стюарди тоа. Видете, све зависно од нели инцидентот, еве ќе го кажам, кој што се случува, односно настанот кој што се случува. Имаме настани каде што ќе се удрат двајца возачи еден во друг и треба да донесеме одлука за време на трката. Тоа е малку тешко да се изведе за време на трката. Значи има едно златно правило кое што ние го викаме. Или во следните два круга ќе се донесе одлуката, или после трката ќе се донесе одлука. Значи така одлучува. Баш сега ја гледавме трката во Унгарија, имаше инцидент малете со Хамилтон и Верстапен и рекоја дека ќе се гледа после трката и ние баш се прашувавме знаете- зошто толку време сега чекавме за тоа. зошто? Да. Кога ќе се случи таков инцидент, ние после трката отвараме целосен предмет на истрага. Тој целосен предмет на истрага ги земаме онбордите од самите формули. Значи, ова не зборам само за Формула 1, ова е во сите серии на мотоспорт. Да, да. Ова е универзално правило. Ги викаме возачите главните лица од тимовите и ги сослушуваме двете страни.
Значи доаѓаме и во буквална смисла како во суд е ситуацијата. Седнуваме и се снимаат исто овие работи. Седнуваме на маса, каде што ние како 4 стюарти седиме на маса и доаѓаат возачот и неговиот представник од тимот и ни објаснуваат што се случило и зашто се случило. Потоа доаѓа другиот инволвиран во самиот настан и се случува. И потоа имаме процедура базирано на нели што сме слушнале, што сме виделе и што имаме да вратиме од видео материјали и така натаму и ја донесуваме одлуката, затоа што возачот секогаш ќе ви излаже тоа од одма да го расчистиме. Меѓутоа сакаме да го видиме вообичаено неговиот став и однесување дали ќе признае кривица, дали навистина му е затворил намерно рейс линијата или не и така натаму. Така што затоа траат овие процедури. А ако нешто е евидентно и јасно од одма, можеме во 2 круга да донесеме таа одлука и е релативно лесно. Еве сега имавме еден инцидент на Аутодром Мост со Формула 4. Сега Стефан каде што Да, се Стефан, тркаја, Адо, Марко Марио, Блажевски, Бојан, да, сите каде што Марко. возеа, да. Имавме инцидент каде што случајно за време на самата трка фативме еден тим дека го нема репарирано моторот. Тоа значи дека оваа година не отишол со формулата во фабриката затоа што Формула 4 се задолжени секоја година да прават репарација на мотор и да има нова пломба на самиот мотор. Сосема случајно ги фативме за време на трката дека они го немаат тоа направено. И евидентно и јасно ни беше и многу лесно можевме да постапиме затоа што едноставно ги дисквалификувавме. Нормално, да. Нема тука меѓу редови. И тука нема меѓуредови. Меѓутоа, имавме друг инцидент со ТЦР, затоа што бев и исто така и на ТЦР Источна Европа техничка комисија назначен ова трка, каде што еден возач ни се скри и не можевме го најдеме пола ден. Во буквална смисла ни се скри. Значи, он тврдеше дека имал некои проблеми со ногата и отиде во медицински центар. Имав една колешка германка и ќе кажам една анегдота смешна од самата трка и ја прашувам затоа што не го видов јас инцидентот, што се случи, дали е добар. И коментарот на колешката германка беше само може да има срцев удар, друго ништо. од самиот инцидент, затоа што се толку безбедни овие возила да е невозможно друго да му се случи. И половина ден не можевме ние да направиме истрага затоа што возачот физички го немаше. Значи, еве, ако некој инцидент се одлучи после трката, мора и двете страни да се Апсолутно, да. пред да се земи Апсолутно, одлуката. И да. доколку еве Енјов не е тука, не можеш да Видете, одлучиш или во принцип само- он мора да се појави. Кога тогаш мора. Гледаме да до недела вечер, затоа што нели тркачкиот викенд, до недела вечер да биде финализирано се тоа. За одредени истраги 2024 година имаше голем проблем исто на Аутодром Мост по некоја случајност со Формула 3 каде што ADR, Accident Recording Device, на самата формула не бил вклучен. Возачот се удри, имаше огромен инцидент. Во такви ситуации FIA сака да изврши вештачење на целата приказна. Тоа значи дека ние ја пакуваме целата формула со целата опрема на возачот и све тоа ја праќаме во Женева. И во Женева инженерите на FIA прават вештачење на таа приказка. Првото Таму нешто е FIA само да се FIA потекнува од Женева, таму е FIA се има седиштето. седишта во повеќе градови, има во Париз, во Франција, има во Женева, мислам дека имаат седишта и во Вашингтон или во Њујорк во Америка, имаат едно во Азија, не сум точно сигурен каде, имаат повеќе канцеларии. Меѓутоа ние во Европа сме во главна комуникација или со Париз или со Женева. Или Цирих, исто има и во Цирих една канцеларија каде што за одредени други оперативни работи имаме комуникација. Мојот беше што FIA првото нешто што го побара беше ADR, каде не Accident Recording Device, што е? Не беше вклучен тој девајс. Имавме целосна истрага и ние како техничка комисија имавме вина до некој начин што не сме провериле дека не бил вклучен пред трката и така натаму и цела процедура и затоа оваа година се многу поригорозни мерките за тоа. За среќа возачот е добар,
само со скршена рака, ништо повеќе, што е релативно добро. Да. А и сега да те баш ме дека спомнавте дека мора да се присутни двете страни. Тја сега на минатата трка јас прочитав дека од Хамилтон страна, конкретно инцидентот со Хамилтон и Верстапен, Хамилтон не се појавил на судењево, да го наречам, во собава кај стюардите. Видете, Дали е тоа автоматски како добивка, например, за другава страна, или пак се гледа... Формула по 1 страна. е бизнис приказна. Формула 1 некогаш прават работи и за интересот на самата публика. Вие реално не знаете дали Хамилтон се појавил или не. Само Не што можеме сме да слушнали. знаеме. Така, ќе пише било кој статија, фија ќе искочи со статија дека Хамилтон не се појавил. Едноставно за интересот на публиката. Во принцип, треба да се направи таа истрага, но некогаш во некои такви серии од типот на Формула 1, ВРЦ, серии кои што се многу доходовни за FIA и за промоторот на самиот евент, се прават некои работи кои што не се секогаш по правилата. Дека, еве и додека сме пак, ако не ти повено Формула 1, сакав да се задржам, ме интересираше едно малку контроверзна тема. Ме интересира Абу Даби 2021. Еве, твое мислење како стюард, што требаше да се одлучи? Твое мислење само. Што требаше да се случи и дали тоа што се случи беше во склоп со регулациите од таа година што бе? И да и не. И да и не. Сега видете. Апсолутно факт е дека тоа беше неправедно. Апсолутно. Е тоа објективно гледано. Да. Меѓутоа, беше одлучувачки за шампионатот. Стюардите сакаа да ја донесат одлуката во тие два круга, условно кажано. И ја носат одлуката во тие два круга. Тука се многу високи, стейксот ќе кажам. И затоа се случува сето тоа. Има илјадници луѓе, милиони луѓе што гледаат, има спонзори дојдени, има промотори дојдени и мора да се донесе одлука. Не може после трка да се решава тој проблем. И затоа мислам дека е само од брзање и на самите стюарди таа неправедна објективно гледано одлука. Субјективно стюардите ќе ви кажат причина зашто го направиле тоа. Ќе ви кажат, окей, еве го, зашто е ова, според овој правило, ова правило, ова и ова. Така, и има оправдување, има и ќе отворите документи, официјални булетини има искочено зошто е така одлуката донесена. Ама објективно гледано, од морална перспектива е неправедно. А еве, што мислиш, што беше конкретно, еве, неправено, што беше правено, вака од твоја гледна точка? Не да не влегуваме во детали на документи нивни, овао на толку да опшит, да. Што беше неправедно? Мислам дека требаше да се заврши трката под безбедносното возило, без никој да го помине, апсолутно и се тоа. Ото јас секогаш мислев дека има доволно време што го потрошија за џабе да речем, а може болидиве што се еден круг поназад да се вратат. Имаше време цел круг што така ништо одлучија прво нели дека нема да предицува. Базирано од должината на патеката се одлучува колку минимум мора да се исполнат кругови во проценти од трката. И ако се исполнети тие кругови, нема потреба трката да се заврши регуларно. Може под безбедносно возило, може со црвено знаме и така натаму. Сека пак базирано на должината на самата патека. Во оваа ситуација таа квота беше исполнета. Така што тоа е неправедното. Требаше да се заврши под безбедносно возило и тоа е тоа. Да, значи дали мислиш дека доколку беше обична трка ќе се завршеше под безбедносно возило? Апсолутно да. Ај сега вака во било која друга шоу серија да беше ќе се завршеше под безбедносно возило, да беше ТЦР ќе се завршеше под безбедносно возило, да беше Формула 3, Формула 2 ќе се завршеше под тоа GT Cup да беше ќе се завршеше под безбедносно возило. Било која друга серија да беше што има помалку гледаност ќе беше под безбедносно возило. Ето, добивме професионално мислење за Абу Даби 2021. За тие што уште се прашуваат професионално мислење, то од човек што стварно ги знае тие работи. Да, од лиценциран. Друго сакав пак мислам пак сме тука на таа тема, ама сакав да те прашам за Формула 4 и тие шампионати. Дали ти е полесно да се работи во тие шампионати или како одиш погоре се
по-лесно бидејќи сте повеќе или сепак тежината е иста или слично? Видете, ќе ви кажам сега еден ексклузив кој што многу малку луѓе го знаат и нема да ви се верува оваа работа што ќе ви ја кажам, меѓутоа е така. Овие серии Формула 3, Формула 4, новиот серијал што ќе биде Формула Regional by Alpine и сите тие серии се доста високо, не екстремно платени, меѓутоа по европски стандард платени. Формула 1 е на волонтерска база. Формула 1 луѓето што работат таму не од ФИА, како регионалните луѓе, значи техничката комисија скоро секогаш е регионална, работат за, имам колега кој што баш дискутиравме за 2024 Hungaroring, 20 евра ден му било платено. Да одите во кафич да работите како келнер, повеќе ќе заработите. Па и тие луѓе што се кога има инцидент нели што е чиста после што тие се на волонтерска. Маршалите сите се волонтерска база. Рескју тимовите се сите на волонтерска база. Од сите претпоставувам се од каде што е трка, пример во Белгија се од Белгици. Белгија луѓе, да. Платени се сите, да речеш, таа една Платени се онолку за хранари на колку што има доволно за За водено. портфолио мој задача колку да пишува дека да. биле волонтери на Да, апсолутно да. И исто така и за маршали треба да полагате. Да, не знам дали го знаете, тоа има градација на маршалите, дали вие можете ќе бидете fire marshal, дали ќе бидете rescue marshal, дали ќе бидете radio marshal, дали ќе бидете има таму степенување на. И тие се така како во ФИА А, Б, како што кажат. Да, има Ти си, исто нели, А. класификации за нив. Има Австралиската федерација, значи во Австралија онлайн да полагате за маршал, да не морате да се тоа и добивате мислам дека некоја C лиценца каде што ви дозволува да бидете оној што ги подава знамињата. Што му Кажи, брат. да. Матка таму. Искрено ми е чудно фактов што зема толку малку пари. Не, јас знаев Ај, дека за пресиш. маршалите конкретно дека се. Не, и за Ма да, техничката ама, комисија и 20 за евра сите ти тие. од Мислам ден. дека тајмингот и оние луѓе на високи рангирани позиции од типот на рейс директор и тие се платени, Да. се надевам нормално. Немам се уште дискутирано со никој рейс директор, меѓутоа сега дискутирав баш со Стюарт Ева Грубер од Австрија, она е задолжена за австриското GP во Red Bull Ring, така што баш дебатиравме за сето тоа и они се платени во принцип. Да. А и кога ќе кажат, дека спомна рейс директор, рейс контрол, и кога ќе кажат дека кој спаѓа во тие рейс контроли, дали тие се мислам истите луѓе и дали има сегде рейс контрол во сите категории, пример. Апсолутно да. Јас сега имав задача и бев дел од рейс контрол во Мост за лиценцирање на самата патека. Пред самиот старт на трката, ние се качуваме во safety car. Не можам да кажам safety car, затоа што има три различни возила кои што се. Има rescue car, medical car, има safety car, има race control car. Еве, четири се, не се три. Сите тие луѓе имаат различна задача и за различни работи се одговорни. Medical, ако одлучи дека инцидентот мора да се прекине трката, се прекинува трката. Има авторитет сите тие четири луѓе да ја прекинат трката. Го имаат тој авторитет. Најврховниот авторитет го има рейс директорот на самата трка, каде што он ги спроведуваат информации, меѓутоа овие луѓе му ги спроведуваат него информациите. Задачата моја за лиценцирање на патеката беше ние да се повозиме по патекава, да видиме дали сите маршали се на видни позиции, да видиме дали тревата е правилно искосена, дали апексот е нормален, дали асфалтот има дупка, дали нема, дали на одредено место има вода или нема вода, затоа што врнеше и така натаму. И ние кога ќе се потпишеме на еден документ дека патеката е лиценцирана, можеме и кривично да одговараме ако сме направиле грешка, затоа што тоа е во нашиот професионален домен да го правиме сето тоа. И рейс контрол се луѓето одговорни за сето тоа. Значи бевме во колата јас како представник на техничката комисија, беше директорот на трката, рейс директор, беше еден стюард и беше главниот медикал офисер во колата. И сите ние четворица требаше да се потпишеме на тој еден документ дека не сме нашле мани и замерки со самата патека и дека патеката е безбедна за возење. И потоа се прави еден брз круг со safety car, затоа што рейс контрол колата вози спора по патеката.
со некои 30-40 км/ч, затоа што сепак одите вие на една туристичка авантура каде што нели ги гледате замерките. И потоа сефти карот прави брз круг да види дали е сето тоа во ред. Ридско-брзинските патеки па скроз различно се прави, скроз различна процедурата таму. Рели скроз различна процедурата за лицензирање патеки и така натаму. Затоа што нели мотоспортов не е само кружни патеки, туку е и ридско-брзински и рели. За рели, вие за ридско-брзински патеки сте задолжени да имате двослојни или трослојни браници. Затоа водно веќе не се организира, затоа што е паднат асфалтот под лиценца, затоа што е браниците се паднати под лиценца, а ние како федерација не можеме да го финансираме тоа, да го реобновиме тоа. Град Скопје треба да го направи, град Скопје вика за нас за нормални коли е безбедно. Рели воопшто не има гајле за безбедносни препреки и така натаму на самата патека, затоа што рели е многу лесно за возење. Веќе земам 90-ти години публиката на самата патека и овој вози со 180 е во ред тоа. Сега во нели во поновјов историјат се регулира тоа, меѓутоа пак е полабаво него кружни патеки. А дали јаве си има случајно дека спомнате да се потпишувате нели дека е патека во ред? Дали си има, јаве дали ти знаеш некој пример за некој да си има потпишано, а пак да има некоја неправилност што е откриена? Или сите се професионалци врвно ниво се... Јас бев мал, не се сеќавам, меѓутоа бев на една трка во Црна Гора. Не знам која година точно да ви кажам, 2000... Не сум сигурен точно. Се беше во ред. Со стазата, со патеката, и имам и документи од ова иста трка, затоа што во понови историјат ми интересираше тоа. Возач изледува од патеката, удира човекот публика. Човекот од публика, за жал, починува. Тука почнува еден цел судски процес за како се случил инцидентот и се доаѓа до еден заклучок дека човекот од публика по некоја случајност некако им избегал наредарите и стоел на место обележано каде што не смее да стои. Во зона за излетување. На ридско-брзинска патека зборуваме, не на кружна. И пак тука организаторот сноси кривична одговорност и имаше цел судски процес од мислам дека 6-7 години да се утврди дека организаторот не бил крив, затоа што нели околностите не дозволиле да го спрешат овој да се шверцне таму. Меѓутоа е пак тој цел процес, 6 години вие да одите по судови во Црна Гора е сепак процес. Имавме и кај нас одредени и смртни случаеви на Скопски круг, имавме и кај нас одредени повреди, исто така и во Кичево имаше инцидент на сето тоа. Сепак овој спорт е спорт каде што луѓе умираат. Тоа е неминовно, меѓутоа ние и како ФИА, и како федерација, и како луѓе кои што сме тука, работиме на една мисија која што е крстена Net Zero. Таа мисија е нула смртност во автомобилизмот и на самите улици, нели, на самите граѓани и во нашиот спорт. Па и сметам дека се полека и се стремат кон тоа и тоа на тоа успева на некој начин, пошто немаме барем прилично немаме големи смртни случаи во автомобилизмот, конкретно Формула 1. Последното тоа што се деси со Антон Хубер, Хубер. Тоа е 2019. И од тогаш веќе и мерките се построги, значи тоа е, сметам дека е правилно, пак safety first, што би рекле. Апсолутно. Јате, нели, многу имаше критики за трката во Белгија сега, што беше пред една недела, дека требало да ги пуштат порано. ФИА сепак гледа од минат искуства и споредува кога е во ред. ФИА има историјат од 100 не знам колку години, од кога постојат коли постои ФИА, така се некоја наша интерна зафрканција, ќе ја кажам. Така што верувајте ми дека луѓето кои што се таму имаат искуство и има причина зошто е трката не пуштена или пуштена, ќе кажат порано се возело. Порано се возело, ама порано и се умирало. Не, па тоа исто секогаш го порано се умирало. Тука сакав баш да прашам дали имате некој психички тренинг пред шампионат, пред трка или слично? Не, ние како стюарди не. Дали се мислам како се носите со таков некој смртен случај, сепак ти
Видете, јас до сега Ја сум немал сакаш смртен него- случај за среќа во мојава не толку долга кариера. За среќа сум немал никаков смртен случај на моја трка да се случи и затоа сум и горд на некој начин и се надевам дека така ќе остане. Сме имале повреди, сме имале нели инциденти, сме имале све тоа, меѓутоа све тоа било минорно и нормално решено. Како се сносат колегите со смртен случај, не можам да ви кажам. Се надевам нема да можам да ви кажам уште во долго време и се надевам дека ќе остане така да трките на кои што одам останат безбедни, без никакви жртви. Во најдобро светло и во спортски дух. Некогаш и подобро некои работи да не се знаат така да. Дај Боже, ова да не се Да. знае, пошто реално е... А ја ве зборуваме сега цело време за FIA, а уште не ме покажа на твојата лиценца како лиценциран нели стюард. Имам лиценца, да, лиценциран сум како стюард. Се надевам дека ќе ја додадете како инсерт во самото може видео. да ни ја пратиш, Да. пошто... Затоа што ми е во електронска форма самата лиценца, ја немам во физичка форма, требаше да ми стигне, ама никогаш не стигна ради македонска пошта. До Женева треба да одам да си ја земам, инаку вратена им е таму, имам информација дека им е вратена таму. Така што само ја имам во електронска форма, меѓутоа има QR код, може да го скенирате да го видите Пратијат секако ќе се прикачи дали Да. и сето овде тоа. или кај тебе на твоето видео, мислам на твојот кадар. Апсолутно. Лиценцата ми е мене од FIA University. FIA University е една програма на FIA каде што обучува нивен стручен кадар и буквално смисла е факултет. Каде што вие можете да го запишете тој факултет на редовни студии, додипломски студии и да учите мотоспорт, инженерство, да учите такви работи. Меѓутоа исто има и функција да лиценцира персонал. Значи има цела работна група во FIA што работи на лиценцирање персонал. И тој универзитет онака има неколку вака да може или е како онлайн или се има Повеќето од обуките универзитет? се онлайн, Онлайн? повеќето, меѓутоа за Става. полагањата мора физички да одите. И каде се полага? Женева. Женева? Да. Јасно. Каде што и е FIA. Тоа во Женева било првото седиште на FIA. Не сум сигурен, не знам да ви кажам Па искрено е во Француска, википедиско е на прашање. по некоја Мислам дека пари се по по логика, пари сама како што знам јас и во Женева е повеќе сам французи повеќе седат неголи од Швајцарија пак е сепак французи и италијанци, Апсолутно, германци нема швајцарци. Да. И како што ги викаме и баш мислам дека тој француски град и мислам Не, не битно, да, сега, ама не е некоја- еве и дури проверуваш сега да прашам за тие бројчината тука што ли се поставили на маса, каде се користат, кога, зошто, да не запознаеш малку, да не види само бројчина Видете на маса. зашто се користат тие бројки. Можеш Доколку и- можеш и да ги покажеш, покажи да. ги. Нумерирање на самите возила, значи не знам дали ги гледате, имаме тука некои бројки што сега ми останаа случајно Да, така во торба. Значи, нумерирањето на броевите, еве ќе ви кажам прост пример зошто го правиме тоа. Ние како техничка комисија на секоја трка одлучуваме 3 возила да ги провериме за некои рандом проверки. Мгм. За ние да ги уловиме без да ни избегаат тие возила, маршалите мора некако да ги видат возилава и да ги насочат натака. Ние немаме директна радиоврска со тимовите, затоа што нели тимовите си имаат нивна радиоврска, ние Да. имаме само некоја радиоврска со некој представник од тимот таму. И сега тоа е комплициран процес затоа што се дел од секунди. И ние им назначуваме на маршалите број тој, тој треба да дојдат кај техничката комисија за проверка рандом. И сега маршалите ги гледаат со очи овие работи и буквално ги насочуваат на каде треба да одат возилата. И затоа се нумерирани самите возила. Исто така и за тајминг. За тајминг исто комплексна работа во овие трки. Имаме една екипа од Македонија, Timing Solution се вика. Дечките се што ќе замислите од тркање го мерат. И се фантастични. И нас во македонски шампионат ни мерат, имаат мерено верце во Бугарија, имаат мерено скијања, кајаци, точаци и што све нема тркала и поди брзо. Значи, ствари бројки се за да ги поставиш, пример број 2 е за пример возачот треба да стои тука или Да, има регулативи каде точно треба да се позиционирани колкави да се бројките и во која боја да се бројките и се тоа. Има правилник на тоа во анекс J, во J
анексот, тоа се безбедносните мерки, затоа што сепак спаѓа и во безбедносен дел. Вие има правило дека во случај да ви се прекине електричниот систем на колата, светлата мора да светат. Ако се удрите и ако колата снема струја, мора да светат светлото, особено во формула. Да трепкаат. Да трепкаат, за да ве видат други возачи, за да ве видат маршалите дека нешто се случува инцидентно и така натаму. Да. Не е сакаш толку лесно и прегледно да се види каде е возило, треба и да... Да, Освен апсолутно. жолтите знамења што се поставува. Апсолутно, пример, да, на 200 и 340, Да. таму многу брзо се случуваат Да, работите. Дури спомна правилник, тоа е дете го чекав да го прашам. Дали треба секоја година да полагаш испит за правилникот и да ја обновуваш твојата... Локалната лиценца, локалната лиценца, вака, вие еднаш го положувате тоа дека вие сте компетентно лице да го работите тоа. Меѓутоа, важноста на самата лиценца издадена од Федерацијата е 1 година. Што тоа значи? Тоа значи дека Федерацијата повторно проценува дали вие сте компетентно лице или не. Иако вие имате сертификат било што сте полагале, не треба повторно да преполагате, меѓутоа треба вашата федерација да одлучи дали вие сте компетентен или не. И пак се извршува тоа со тест? Како Не, со... не. Едноставно одлуката е на федерацијата. Аплицирате за нова лиценца и се одлучува. Вие реобновуваме лиценцата, не вие реобновуваме. Значи се лиценцата. гледа вашата работа во текотната година. Да, апсолутно се запознаени нели луѓето од кај нас од федерација со каде одам на трки, што правиме и како правиме и со сето тоа. А за Fiat треба, значи, да имаш полагање или и таму е по... Од лиценца до лиценца варира. За стюард мислам дека е важноста 3 години на секоја лиценца, па правите преполагање на самата лиценца. За техничка комисија 1 година, меѓутоа не правите преполагање. За маршал мислам дека е повеќе годишна, не сум точно сигурен. За medical officer треба да имате и важечка докторска лиценца, односно дека сте медицинско лице и така натаму. За fire marshal треба да имате дека сте пожарникар толку и толку години и така натаму. Така што има одредени критериуми напишани во Appendix L, сите тие се нели во тој спортски кодекс таму изнаредени. Вие за да добиете возачка лиценца на Формула 1, па има предуслов дека мора да сте возеле Формула 2, па мора да има предуслов нели дека мора да сте имале таков и таков перформанс во тие. Видаш поени уствари, супер Апсолутно, лиценца, да. така е викам. Да, за супер лиценца Која FIA ја зборувам. издава. Така А е. имате и исклучок, Да. нели, ако се покажал компетентен кој што кажа, му ја издава пред време пред супер лиценца. Меѓутоа има таа работна група што случаи. претходно ја споменав, таа работна група за лиценцирање персонал и тие луѓе си го работат тоа. И они проценуваат, не проценуваат базирано на одредени критериуми. Ти на Верстапен на 17 години му дал да супер Па лиценца, да, немаше еве ни Формула сега, 2. Вие тоа легално нели можете да Lindblad? земете тркачка лиценца, најосновна, мислам дека од 15 години. 15 години прв пат може да седнете во тркачко возило и на FIA акредитирана трка да се такмичите. Пред тоа картинг има цел процес. Вие 6 годишно дете вози картинг и тоа е окей, прифатливо. 6 па и 3 овие сите. Да, некои уште речем, порано. возачи почнале од 3 до 4. Така. И стварно. Секој му често, јас возев картинг, првите 15 минути ми се слоши, замисли дете мало од 6. Апсолутно да. Да, се учи се Апсолутно. навикна, ама и кажа, еве, например, за општо за светско е картинг, ама, например, кај нас конкретно, сим рейсинг мислиш дека е подобро се приема? Видете, и кај нас е целата ситуација да вие што побрзо искочите надвор. Од причина што ние немаме патека. Да имаме патека е многу различна ситуацијата, кога лесно е тогаш. Вака, немаме каде да ги пуштиме децава да тренираат. Има картинг патека во Волково, тоа треба да го кажеме патека. Тоа е паркинг полуасфалтиран со гуми. Се извинувам сега за дечките од Волково, меѓутоа тоа не ви личи ни таму колата не би ја паркирал, не па да возам моторспорт. Имаше картинг Борис Трајковски, повторно паркинг со гуми нареден. Тоа не е патека. Тоа е нешто приправено. Ние како федерација организиравме Скопски круг, градска трка. Тоа не е патека. Тоа е приправено за југовци да возат. Тоа не е трка. Кичево, иста приказка. Рицко-брзинските се друга.
Овие кружниве се други. Да. Имаше и на времето и Груевски, и Заев, и сите гарнитури ветуваа дека ќе прават стази за Формула 1, за. Не луѓе, не треба така да постапиме на целата ситуација. Треба ние да изградиме еквивалент на Гробник или Серес, која што е мала стаза, нова, и нема потреба да е, исто така има акредитација на патеките, нели, за кои серии може да ги Да. возите, кои не, колкави да се излетните зони, колкави да се правците, колку да е долга и така натаму. Не ни треба нас акредитирана патека за Формула 1. Нас ни треба акредитирана патека за нормален моторспорт, каде што ќе може да водат нормални серии. До GT Cup, доволно ни е. И нема потреба повеќе од тоа. И тоа не е голема инвестиција, и тоа ќе биде и доходовна работа, затоа што патеките најмногу профит не прават од возење трки, прават најмногу профит од track days. Track days се отворени денови каде што вие со вашата кола може да отидете и да се возите или да изрентате таму кола. Да. Од тоа сите патеки прават најголем профит. И мислам дека и популарно ќе биде тоа кај нас, особено во овие работи. И тогаш ќе ги замениме оние глупости што се случуваат со летање по улици, и ќе ги замениме оние трки по обиколница во Скопје што се случуваат и така натаму. И сите тие работи ќе ги замениме. Да, значи мислиш дека првиот чекор е за полесен пристап до повисокиве категории за еден македонски возач е да си има некаква патека каде што би можел во реалноста да вози освен надвор од сим рейсинг. Мислам дека следен чекор за нас како држава, за ако сакаме да го развиваме нели овој спорт, е да направиме една таква патека. Тоа мислам дека е следниот чекор. А понатаму од таа патека ќе се развива и самата федерација, ќе искочат и нови млади возачи, ќе искочат и нормален локален шампионат ќе искочи и сето тоа. Така што мислам дека да е правилен пат да ние направиме една нормална патека. Нели со нормален стандард. Да. Не ни треба нас највисокиот светски стандард, затоа што тоа е милиони евра инвестиција. Нас ни треба нормален во буквален смисла гробник или Серес. А што мислиш зошто не е до сега тоа направено, поради немање интерес, поради ограничен буџет пример или што твое мислење? Сите работи веќе ги наведе. Едноставно имаше и ситуации каде што нели државата имаше такви идеи да направи патека и сето тоа, меѓутоа како и све останато во оваа држава, корупцијата и митото си го прави своето и они гледаат како да добијат некој денар екстра од тоа и да тоа не можело да биде приватно, иако мислам дека нашата федерација дури имаше инвеститор еден период што сакаше да направи реално во Петровец во Скопје патека. Проблемот беше што нашата држава едноставно не даваше концесија на земјиштето. Тоа значи, они ги условуваа и вие морате, не знам, 20-30% од профитот на стазава да ни даете нас као држава, така, за, всушност, нели, тука е целата таа корупција приказна. Да се стави нешто во џеп. Баш така. Меѓутоа, еве гледаме, се надевам ќе има напредок во овој спорт. Се надевам особено во оваа млада нова генерација. Искрено јас. Како е то, како ти е чувството тоа што си ти председател на таа техничка комисија во наша федерација и колку ти имаш збор во некои работи од овие технички аспекти, еве зборувам. Видете, патека немаме тука, али дали вие како техничка комисија го обезбедувате тоа од страна на патеки или пак мора автомобилска федерација со наша држава да се спојат и да кажат луѓе ајде да го крениме автомобилизмов кај нас, нешто фали, што фали точно. Тоа техничката комисија нема никакви ингеренции во административното работење на самата федерација. Тоа значи дека ние сме само оператива за време на трките. Тоа значи дека ние само ги проверуваме возилава дали се исправни, неисправни, лиценцираме делумно патеката и ги работиме тие работи. Во она административно политичко позадинско работење немаме никаков удел, а искрено не ни сакам да имам во тоа удел јас лично. Автомобилистичката федерација треба да си обезбеди патека, нели тоа со помош на владата и така натаму има цел процес и цел пат кој што треба. И повторно ќе напоменам, техничката комисија нема никаков удел во тоа. Ние сме само буквално оперативен дел за време на тркачкиот викенд. Еве сега која е твојата
постојано работно искуство со дали како FIA стюард, дали како со твоите обврски како председател на техничката комисија, постојано или кога си бил на патека, кога си вршил? Минатата недела од Аутодром Мост се вратив пред 6 дена, 7 дена. Да, пред 7 дена се вратив од Аутодром Мост. Имавме 5 серии, 5 категории. Имавме Twingo Cup, Clio Cup, имавме TCR Источна Европа, имавме GT серија и имавме Формула 4. Значи, пример- ти беше стюард уствари. Не бев стюард, не. Дел од Бев дел од техничката комисија, меѓутоа исто така затоа што имам и стюард лиценца, им помагав за некои оперативни делови таму околу лиценцирање патека, околу тие работи, затоа што беа 3 стюарди, едниот стюард во петокот не беше во можност физички да дојде, јас го заменував само едниот ден како стюард, па дојде во саботата и потоа јас си продолжив нели со мојата работа во техничката комисија. А како стюард во цел тркачки викенд, кога ти бил постојан? Бев FIACES стюард во Познан, Полска пред месец дена. Таму бев, имав две функции, всушност и стюард и техничка комисија бевме, затоа што имавме само една серија, немаше потреба да одиме со цела гарнитура, имаше само Clio Cup. И таму ја обавував таа обврска. Всушност беше во склоп на полскиот шампионат целиот тркачки викенд. И ние како ЦЕС имавме само еден дел сегментиран за Clio Cup од тоа. Они има и многу интересни серии, таму имаше оние пеглица количките Fiat 126 со некои мотори од моторцикл, со BMW боксери мотори. Меѓутоа тоа не се FIA лиценцирани. Тие се FIA лиценцирани, меѓутоа они не го бодуваат тоа за таа централна европска зона, него го бодуваат само за локалниот шампионат кај нив, нели. Доаѓаат луѓе ентузијасти, јас ги викам, да си возат трки. Јаве сега дека пред да почнеме со подкастот правевме муавет за што следува во иднина од период 2026, конкретно што како како ќе се одвива твојот напредок во моторспортот во твојата кариера? Декември месец ќе има генерално заседание на Централно европската зона. Главен предводник е Чешката федерација во целото ова. И на тоа генерално заседание се номинираат луѓе за нели сезоната што предстои. Јас сум веќе номиниран за 2026 година да бидам дел од целосна серија на стюард, тоа значи дали TCR, дали GT Cup, дали нешто, да бидам во склоп на целата серија. Значи оние двајца луѓе што одат на сите трки заедно со ова. Се надевам дека ќе биде тоа одобрено и изгласано. Меѓутоа во секој случај, ако тоа не се случи, ќе бидам член на техничката комисија на дел трки во секој случај. Да. Значи тоа е гарантирано, нема. Тоа е во секој случај гарантирано. Окей. Кажи. Толку многу проекти реално и сметам дека ќе има и уште понатаму. Дали има некои проекти што ќе се вклучат и кај нас во нашава земја, со нашава федерација, од тој аспект, дали имаш некаква информација, дали За жал, нешто ново ќе се случува и од тој аспект ми беше прашањето. За жал, во последниве, па не знам, месеци нешто бев толку на патување што немав некоја прилика да се видам со луѓето од нашата федерација. Се надевам ќе имам прилика некоја да се видам во престојниот период. Немам моментално некои конкретни информации за што и како, дали ќе има некои проекти или не. Требаше да имаме за жал трка во Серес поради некои административни работи, трката не се одржа. Се надевам дека ќе имаме уште некоја трка оваа сезона, го немам календарот погледнато, мислам дека има закажано уште барем 2. Но ќе видиме што и како ќе се одвива со тоа. Имаме и ние генерален проблем што не сакам да го кажам на некој вулгарен начин, затоа што можеби погрешно ќе ме разберат возачите што возат наш локален шампионат, не надвор, овие или што ги набројавме претходно. Тврдам дека возат надвор, него овие ја што се зезам локал патриота возачи што возат Македонија, Србија, Косово, Албанија. Дојдовме до еден момент неповратен каде што водоводжи и плочкари почнаа да ни возат трки, а не луѓе со пари.
и они не сакаат да инвестираат во ниту во возилото, ниту во тимот. Има истечени хомологации, има истечени безбедносни работи, не ги исполнуваат безбедносните работи и така натаму и така натаму. И се надевам дека ќе се свестат луѓето првично дека ова е дупка за пари и вие треба да инвестирате многу во овој спорт за да добиете резултати. И понатака се надевам дека ќе имаме некои позитивни промени на тоа. Изминативе неколку години, како што работам во техничката комисија, многу повеќе ги затегнав лично јас мерките за сето тоа и ќе ги затегнувам уште полека, постепено, процесе. Не можеме од денес за утре да рипнеме, ќе снемаме коли, така нема да имаме шампионат. Ако избрзаме ептен. Ако избрзаме ептен. Значи сметам дека пак ти си еден млад и амбициозен човек што стварно успел многу, имаш само 20, ајде да правиме муабет на 30, еве, докаде ќе стасаш. Сметам дека тука можеме полека и да го привршуваме нашиот подкаст. Опфативме информации многу, а предпоставам дека ги има уште многу кои треба да ги зборуваме, но сепак тоа ќе го оставиме за некоја наредна прилика. Сметам, еве, да пратим еден поздрав до тие што гледаат, доколку имате некои прашања за Марио, слободно прашајте не нас во коментарите, заследете го на социјалните мрежи. Апсолутно, тука се извинувам што ќе те Нема прекинам. проблем, слободно. Апсолутно можете да ја контактирате и федерацијата и мене за било што сакате да дознаете за ова. Јас сум многу отворен за соработка, мислам дека ќе го потврдат и дечките од Точно, сектор точно. 1 истото. И се надевам дека ќе има прашања и дека се надевам дека барем еден ентузијаст ќе ми пише. Марио инаку беше првиот човек што ни пристапи така по официјално кон ова, еве, и поради него сме тука заедно, ете, и него да го представиме, бидејќи не е толку познат во нашата јавност, а треба да биде, иако тој Јас имам едно иако не контрадикторно сака, мислење тука. не сака и сметам дека ова треба да се прати на секаде, оваа приказна, исто како што беше приказната и од Стефан, така да пишувајте во коментари, праќајте и мислам дека тоа е некој мој збор. Првично ти благодариме што ја прифати прво нашата покана, што ни пристапи и што спремаме многу проекти кои сметаме дека ти можеш да ни се најдиш како пријател и тоа е некој мој збор. Давор, некој последен? Само можам да ти кажам фала, ти благодариме што дојде, што сподели информации што досега ни јас себе, ни предпоставам ни Адриана и некои што не гледаат, не биле запознаени со се што се случува надвор од екраните што гледаме. Ние само гледаме тркање и ни е интересно, но не знаеме колку работа, колку труд, колку учење предпоставувам си вложил за да стасаш до тука и стварно горди сме што има некој од Македонија што така не представува, а и што одлучи да дојдеш на нашиот подкаст, така Марио, ти благодарам, мило ми беше што дое, мило ми беше што гостуваше. Се надам дека ти беше добро, дека до негде ја покривме твојата приказна, колку што можевме најдобро, така ти благодарам уште еднаш. Благодарам што првично ме примивте на подкастот, а се надевам и дека соработката нема тука да застане. Дефинитивно. Да. Тоа е тоа и се слододушаме во некоја наредна прилика. Чао, Ајде, чао. чао. You've done it. And box now, box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1.